Жените и децата жртви на семејно и родово базирано насилство од средината на наредниот месец може да користат бесплатно советувалиште во Струмица. Тоа е едно од двете кои почнуваат со работа на ниво на Македонија. Асоциацијата Хера во соработка со Сдруженијето на граѓани Sky Plus и поддршка од општина Струмица стојат зад проектот. Советувалиштето во општина Струмица ќе биде едно од двете советувалишта кои што Хера преку проект на One Woman го спроведува. Значи, Струмица и Штип од наредниот месец после Скопје добиваат советувалиште за жртви на семејно насилство и деца. Сите жртви кои што бараат помош и поддршка од општествени чинители не секогаш завршуваат и треба да завршуваат во шелтери центри, каде што се згрижуваат само оние кои што безбедноста по здравјето и животот им е загрозена. Услугите на советувалиштето од социјално-психолошка природа може да ги користат сите лица кои биле жртва на семејно или родово базирано насилство. Тимовите се обучени за работа и со деца, велат од Sky Plus. Советувалиштата за жени жртви на семејно насилство и деца ќе овозможуваат целосна психосоцијална поддршка на жртвите во справување на процесот на семејното насилство, излегување од семејната од насилната семејна средина, ресоциализација, закрепнување и нов почеток надвор од насилната средина. Така, кој ќе работи, кој е стручниот тим кој што ќе работи со овие жртви? Хера спроведе неколку месечни обуки за стручниот тим кој што предвидува двајца терапевти, психотерапевти и социјален терапевт, како и стручен кадар од координатор кој што ќе го координира работењето на советувалиштето, ќе ги прима повиците и ќе ги насочува жртвите со кој терапевт ќе работи во наредниот период. Ќе работи еден психолог и еден социјален работник, ќе се отпочне еден процес на советување, психосоцијална поддршка на жртвите. Канцеларијата во која ќе биде сместено советувалиштето го обезбедува општина Струмица, од каде велат дека остануваат посветени на подобрувањето на состојбата на жртвите на семејно родово базирано насилство. И до сега преку креирање на родово балансиран буџет, преку финансирање на работата на шелтер центарот, а сега и со обезбедување простор за советувалиштето, општина Струмица останува на своите заложби за еднакви можности за давање социјални услуги и социјална заштита на сите ранливи категории граѓани, велат во информацијата од општината.